Пакетот на мерки кој што го нудиме предизвикува се посилни позитивни реакции широм Македонија. Гевгелија ни е некаде 15 или 16 општина која што ја посетуваме со тимовите од партијата, каде што дебатираме. Се поголема е поддршката, се повеќе се одважуваат луѓе, се повеќе се охрабруваат из цела Македонија. Еве да почнам со дел од мерките кои што имаме намера да ги промовираме, да разговараме за деталите на тие мерки и да знаете зошто ние веруваме во нив. Воведуваме плюс новини во данокот на добивка. Данокот на добивка е 10% до сега. Ако една фирма има добивка од 1 милион евра, плаќа 100.000 евра или 10% данок на добивка на државата. Ние предлагаме од тие 100.000 евра, 70.000 евра или 70% пак да се плаќат на државата. Ама 30.000 евра или 30% менеджментот на фирмата да има опции. Или ќе ги плати на државата, или ќе ги донира во некој спортски клуб, или ќе даде за образование, или ќе донира за култура, или за наука. Истовремено, транспарентноста во државата ја нема никаде. Ниту знаеме владата за што троши пари, ниту колку пари се трошат за кои проекти. Мора да има комплетна отчетност. Еве сега е ноември месец, кога се отвара буџетот. Ако дојде СДСМ на власт, а ќе дојде, министерот за финансии и премиерот имаат задача, кога носат буџет, да дојдат на МТВ и на граѓаните кои што го полнат овој буџет, да им кажат во детали: вашите пари за наредната буџетска година ќе одат за таа намена, за таа ставка, тука се тие важни приоритети, тука мислиме дека најбрзо треба да се решава работата на најтранспарентен начин, да знаат граѓаните каде се трошат нивните пари. Или не може да нема дебата за законите кои што секој ден се менуват и се носат нови. Граѓаните веќе не знаат какви закони се носат и што тоа ќе има реперкусии врз нивните обврски како граѓани. Мора да има јавна дебата за секој закон во парламентот, да се дебатира, за да знаат граѓаните кога ќе се донесе законот, каква обврска ги очекува, дали имат воопшто некаква обврска или немат некаква обврска. Тоа е духот на демократијата, тоа е духот на транспарентноста на водењето на државата. Би сакал да зборувам и за дел на социјалните политики. Многу важен момент, каде што реално пресметавме од буџетот колку пари тоа ќе чини. До сега тоа што го презентирав носи плюс пари во буџетот, покрај кај граѓаните. Сега ќе ви презентирам дел од мерките кои што значат за фаќање од буџетот, трошење на пари од буџетот. Кои се тие мерки? Прво, предлагаме да се врати стажот за пензионирање. До сега пензионерите можеше да се оди во пензија со 64 години старост за мажи и 62 години старост за жени. Ние предлагаме да се врати стажот, 35 години стаж за жени, 40 години стаж за мажи. Зошто? Заради тоа што денеска, замислете, имаме градежен работник кој што има 42 години стаж, 61 година старост, почнал значи од 19 години, 62 години, 41 година работи. И треба да се качи на скелетна конструкција на 5 спрат. И заре може тој наш сограѓанин да работи таму? Не може. Дали можат текстилните работнички? Ми очите веќе не им гледат. Да шијат во погоните со 40 години стаж. Изработиле, доработиле со 35 години. Да им дадеме опција да одлучат, да одат во пензии. Тие што работат во јавните администрации, на нив им е полесна работата, тие нека бират кога одат во пензија. Но тие што работат тешка работа, да имат опции. Тоа е фер и правично општество за сите. Истовремено, сакаме да понудиме за голем дел од граѓани, пред се кои што работиле земјоделие, да им се врати изгубениот или избришениот стаж со членот 204 од Законот за пензијско и инвалидско осигурување, каде што им беше избришено од 78 до 88 година стажот. Тоа се луѓе кои што најмногу работеле во земјоделието, во бившите фирми и слично, и денеска заради овие 10 години не можат да дојдат во пензија. Денеска имаме преку 15.000 граѓани
во Македонија, кои што наполниле 64 години, ама немат 15 години стаж. И никако не може да дојдат во пензија. Никако. Тие се луѓе кои што имат 12 години стаж, 13, 10, 7, ама 64 години наполниле. Најчесто се од областа на земјоделието. Ги има најмногу по руралните средини. Можете ли да замислите дека некои ќе ме извинат по старите бабичка и дедо, 64 и 65 години, немат никаков приход, повеќе на нивите не може да работат. Ништо не може да работат. Децата или заминале во странство, или имат свое собствено семејство. И мора да го гледа тоа семејство. Не можат, ако изберат, прво дават на децата, после ако има на родителите. Дали некој се запрашува како живеат тие граѓани? Цел век оставиле за ова наша Македонија. Работиле се што можеле да сработат. Затоа предлагаме да се воведе државна социјална пензија. Ние имаме намера сите што останале без работа, по основ на закон за стечај и по основ на закон за технолошки вишок, да добијат социјален надоместок се до нивно пензионирање или до нивно евентуално ново вработување. Во овие денови, кога тргнавме по дебати низ широм Македонија, ја гледате власта е како разулавена, како побеснета. Сакам да знаете дека рейтингот на оваа влада паѓа, дека оваа власт ќе замине. Но ние сме тие кои што аплицираме пред граѓаните. Затоа мораме да покажеме солидарноста на дело и додека сме опозиција.